оваа сесија, да ви најавам и ќе биде достапна после завршување на сесијата и ќе може да проследиме до сите регистрирани, што не беа во можност денес да ни се уклучат, имавме вкупно 110 регистрации, па очекуваме уште луѓе да ни дојдат денес. Пред се, здраво и добре дојдовте од мене. Јас сум Маријан Ницовски, програмски директор во Арно и ова ни е првата онлайн жива библиотека од проектот Граѓанското општество и младите за инклузивен и одржив развој преку циркуларната економија во Северна Македонија. Овој проект финансиран од Европската Унија и е координиран од нашите колеги од Чешка, People in Need или луѓе во потреба, скратено PIN, во соработка со Арно од Скопје, Лидери за едукација, активизам и развој ЛИД од Скопје и НВО Ековита од Неготина. Претпоставам дека дел ги знаете организациите и преку нив сте добиле оваа покана за првата онлайн жива библиотека, но пред да ја оставам на Кате и Драгица да зборуваат, би сакал и да кажам што се живите библиотеки и што целиме со оваа активност. Живите библиотеки се еден концепт од Скандинавија, од Данска, каде што наместо да изнајмувате книги, вие изнајмувате луѓе и ги читате исто како што читате приказни од книгите. И токму целта на овој концепт ни е малку поблиску да ги доведеме приказните на успешни циркуларни бизниси од Македонија, од Балканот и од Европска Унија. За почеток, овој месец имаме македонски пример, следен месец имаме македонски пример и после малку ќе разиграме и со останати примери од регионот и од Чешка. Сакаме пред се да ве мотивираме преку успешни мали примери да се вклучите во каква била иницијатива во циркуларната економија, да размислувате на ваш циркуларен бизнис, на активности, на проекти и се тоа што може да ја подобри заштитата на животната средина и да се справиме со овој отпад што насекаде околу нас кај да се свртиме постои во каква и да било форма. Ние работиме една друга активност во позадина, а тоа е една брошура на добри практики, каде што овие циркуларни бизниси, тоест дел од нив што ќе ги слушнете, ќе се мапирани и ќе се представени текстуелно. Нормално ќе има и повеќе примери од различни региони, што оваа брошура готова ќе биде споделена со сите што се регистриравте на овие сесии. Сега покрај партнерите во проектот, ние си имаме и подпартнери, можам да кажам, или соработници на проектот, а тоа се Yes for Less. Yes for Less е најголемата, најорганска, најавтентична екозаедница во Македонија. Ако ве интересира одржлив начин на живот, заштита на животна средина, екоакција, екологија, сигурно сум дека ги знаете и дека ги имате посетено и се информирате преку нив. Морам исто да спомнам дека Yes for Less е и наша гордост на Арно. Не знам колку ја знаете и нивната приказна, ама во 2022 во да кажам последни години на пандемија ми се чини, беа победници на програмата RISE, регионален инкубатор за социјални предприемачи, каде што Кате и Сара, другата коосновачка на Yes for Less, добија финансиска поддршка, менторство, едукација и ја основа невладината организација. И драго ми е што од учесници на програма стигнаа да ни се партнери на овој проект и не само нас, него на многу други организации и бизниси во Македонија и навистина прават многу добра работа и не анимираат сите со некои нови трендови што ги носат што од странство, што од кај нас, што од нешто поблиску до нас. Без да должам многу, Кате, ти оставам на тебе да ја најавиш Драгица и да го почнеш разговорот. Се надевам дека ќе сте интерактивни, дека ќе прашувате прашања, тоа е и целта малку подлабоко да протнеме во приказната на Драгица и приказната на Еколайф. Кате, повели. Здраво на сите. Маријан, фала ти за убавите зборови, не испофали. Јас сум Кате од Сдруженијето Yes for Less. И денес ќе ја водам оваа сесија со Драгица, која треба да биде како еден така неформален муабет, каде што на крајот ќе ве вклучиме и вас како публика да поставите прашања. Може за време на разговорот исто така да поставувате прашања во четот, па ќе ги адресираме на крајот. Дел од вас веќе во пријавата пишавте некои прашања, јас се обидов да ги вклучам во прашањата што јас ги составив за
Драгица, меѓутоа сигурно ќе има и некои нови што ќе излезат во текот на разговорот. Инаку, како што кажа Маријан, значи ние сме платформа за одржлив развој, односно за промоција на одржлив развој и одржлив живот. И едно од работите што ги правиме, односно што ги имаме, е мрежа на зелени бизниси, каде што членуваат токму бизниси и организации кои имаат еколошки производи или сервиси, како Еколайф Гевгелија, што ни се гости токму денес. И јас всушност екоплочките ги знам уште од пред 2 години, не знам точно како ги најдовме, како ги дознавме, ама баш бевме изненадени дека нешто такво постои во Македонија, бидејќи имав слушнато за слична идеја во странство. И баш тогаш контактиравме со Драгица, која што ни прати неколку примероци од плочките, кои ги изложивме на сајмот за креативни индустрии. Така што мило ми е да кажам дека ги имам видено плочките во живо и изгледаат исто толку добро како што изгледаат на сликите. Не знам дали дел од вас ги видовте, меѓутоа, освен тоа што се еколошки, бидејќи се направени делумно од отпадна пластика и делумно од песок, исто така се и квалитетни и уникатни, бидејќи нели се користи пластика со различни бои, па најверојатно видовте дека изгледаат како прелеани, секое парче е уникатно доколку се внесе пластика од различна боја. Да не должам многу, значи би почнала. Драгица, чекај само те ставам да те гледам на поголемо. Така, Драгица, здраво, како си? Најпрво да те Здраво, здраво на сите, добро сум. Еве некако јас возбудена како дел од првата жива библиотека. Како што пишуваше, нели, ова е прва жива библиотека што ја спроведувате, така ми е задоволство да бидам дел од овој настан, од оваа сесија. Така да, еве јас јавно сакам да ја поздравам вашата работа на Yes for Less и на Арно. Така да се надевам и понатаму на понатамшна успешна соработка. Да. Исто така заборавив да спомнам дека мило ми е што токму вас ве одбравме за оваа жива библиотека, бидејќи имаме, значи, циркуларни бизниси и иницијативи во Македонија, меѓутоа вас мислам дека ви фали малце видливо, значи немате премногу активност на социјални медиуми, има некои интервјуа по медиумите од 2022-2023, меѓутоа претпоставам дека немате ресурси за за пиар и за да бидете out there, што се вика. Така што, онаква викаат, ова е ексклузивна можност да слушнете, мислам дека денес е баш ексклузивна можност од прва рака да слушнеме за вашето искуство. Најпрво би те прашала, бидејќи јас знам доста за плочките и за целата идеја, меѓутоа не знам многу за тебе лично, па да ни кажеш во 2-3 реченици која е Драгица и како стигна да бидеш една од коосновачките на Сдруженијето Еколайф Гевгелија. Да, вака, јас сум веќе повеќе од 15 години активен член на граѓански организации, во претходна граѓанска организација, активна во делот на работа со едукација на деца и млади, и исто така имавме и проект кој што беше реализиран со претходното здружение. Работевме исто така и на подигнување на свест кај децата и младите за заштита на животната средина. Потоа во крај на 2019 година, декември, односно веќе 2020 година, е формирано Сдруженијето Еколайф, чија што мисија е заштита на животната средина и изнаоѓање креативни и идејни решенија и активности со цел, нели, заштита на животната средина и подигнување на свеста кај граѓаните, пред се кај децата и младите, за зачувување на здрава животна средина. Јасно. Значи, во однос на плочките, вие ја добивте идејата од Ерменија, јас како што знам,
Како ја пронајдовте таа идеја во Ерменија? Дали беше истата идеја за екоплочки или само нешто таму ви инспирираше, па потоа вие си ја развивте вашата идеја конкретно? Вака, сега ќе започнам со целата приказна, која што започна во делот на правилно, да речеме, управување со отпадната пластика првенствено, отпадната ПЕТ пластика прво. Во рамки на проект кој што го имавме, финансиран од Глобален еколошки фонд, реализиравме активности на подигнување на свеста кај децата од основните училишта во Гевгелија, каде што беа реализирани серија на обуки, каде што ги запознавме децата пред се со видовите на отпад и се задржавме и на отпадната пластика, каде што истите имаа можност да носат чисти пластични шишиња од торбички што ги дававме во рамки на проектот, да носат во училиштето. И истите тие шишиња да се собираат и да се носат во компанија, односно компанија во Гевгелија со лиценца за управување со отпад, се со цел да се види правилното управување, да се запознаат децата со правилното управување на отпадот, дека отпадот треба да се собира и да се однесе во место каде што понатаму се рециклира, да не се фрла во депонија, да не се фрла на било кој друго место, се со цел да се спречи неговото одложување на несоодветно место. Во рамки на истиот проект беше набавена и дробилка за отпадна пластика. Се малку да скратам приказната. Скратам јас, не се сегирайте, користи на долго. Отпадната пластика што се дроби, се користи за производство на плочките. Значи, прво почнавме од дробилка, дробење на отпадната пластика, нејзино одложување во компанија со лиценца за правилно постапување со отпад и потоа подоцна во рамки на друг проект ни дојде идејата, сакавме да видиме, прво да направивме истражување дали може отпадната пластика да се произведе од неа одреден производ кој што ќе биде одржлив и кој што ќе биде реално што ќе може да се произведе и што ќе биде цврст, квалитетен и ефикасен, што ќе има употреба, баш тоа што е целата на циркуларната економија. Ефикасно искористување на ресурсите. Наидовме баш повеќе, некако ни впечаток не остави баш овој проект во Ерменија, кој што го работат, видовме повеќе видео од нив, повеќе податоци прочитавме, успеавме да ги контактираме, но не произведува плочки? Да. Истиот принцип го работат. Сега плочката може не е шестоагална, но е некоја друга форма. Калапите, формата на плочките се зависи од преференците на или се зависи од тоа што може да го понуди снабдувачот, како да кажем, че тоа не е главната поента. Ги контактиравме лично нив, но не добивме некои конкретни информации, само рекоа дека користат отпадна пластика, која што ја мешат со друга суровина, песок. И не ни дадо одреден соодветен точен износ, сооднос колку што ставаат, колку песок, колку пластика, и се остана да видиме, сакавме прво да биде пилот проект, да произведеме пилот производ, да видиме дали сето тоа е возможно да се произведе и потоа да видиме што понатаму. Исто така, во рамки на аплициравме кај Глобален еколошки фонд, го добивме проектот, оттаму е набавена опремата за производство, целата линија за производство на плочките, која што се состои од неколку делови. Да не сакаш да ме прекинеш или да одиш секој јас ќе пратам во меѓувреме слика од процесот, тоа што ќе го објасниш сега. Може да кажеш всушност јас како не беше дека се сами
аплициравме проектот, ја добивме нели опремата и се започна од самостојно истражување и на лице место. Добивме соодветна обука во Бугарија каде што ја набавивме опремата. Само овде блиску Бугарија имаше опција, таму најдовме компанија која што произведува таков вид на опрема и набавена од таму и отидовме 2 пати. Тимот од партнер организациите на проектот, Еколайф и Екотим Исток од Кочани, бидејќи проектот, опремата е набавена од 2 партнерски проекта, од проектот на Еколайф Гевгелија и проектот на Екотим Исток од Кочани, 2 партнерски компании, Близнаком од Гевгелија и од Кочани. Да. Компании со лиценци за управување со отпад. Членови на тие од истите нели здруженија и компании беа 2 пати на обука во Бугарија за да видат како сето тоа функционира на лице место, што се става во опремата, каков производ ќе излезе, но од едно видување не можеш да го добиеш баш тоа што треба и се остана на нас. Значи беше прилично долг процесот на истражување, се дека добиеме баш тој производ кој што ни требаше, да. Сега јас не го сватив моментот бидејќи спомна дека најпрво сте добиле дробилка и дека веќе сте почнале да истражувате со она што сте го имале како референца од Ерменија. Дали тогаш имавте некаква финансиска поддршка во процесот на истражување? Не. Или сами тогаш сами истражувавме, да. Истражувавте и потоа кога имавте некакви почетни резултати, аплициравте за глобалниот еколошки фонд. Да, еве да споменам, тоа го разговаравме нели неофицијално, ние двете, дека прво беше пробано во една лимен сад, ставено пластика и песок, и пластиката и песокот на висока температура на плин, на плинска боца беше стопена и се види дека реално може да се пластиката да се стопи во сооднос со песок и да се добие еден вид на производ кој што е тврд. Че тоа беше се, како да кажем, импровизорно, не беше нешто, тоа беше дел од истражувањето кој што го правевме пред да аплицираме за проектот. Имам едно подпрашање, извини Кате, дали вие на пример имавте доволно искуство, знаење, не знам, универзитетско образование или повеќе беше ние сме ентузијасти, видовме еден пример во странство, сакаме ова да го направиме кај нас? Искуството беше, имавме голема помош од лицата што работат во компаниите со управување со отпад. Значи, за да може да се добие информација за тоа кои видови на пластика, како реагираат, на која температура, сето тоа требаше да го добиеме како информација. И истражувавме претежно на интернет и со помош на лицата од компаниите за управување со отпад, така на некој начин добивме малку повеќе информација и, како да кажем, ентузијазм и самодоверба дека би можеле сето тоа да се спроведе и да се реализира. Сега мене ме интересира, значи, откако ја добивте финансиската поддршка од фондот, и односно кои машини, бидејќи има нели повеќе машини, како што спомна, има дробилка, има машина која ја топи пластиката, потоа тие што се како калапи, пратив во четот слика да видите како изгледа дел од машините. Дали вие пред да ги набавите сите машини, веќе имате одлучено дека ќе биде тој производ со 50% пластика, 50% песок, или прво набавивте дел можеби во помали размери, помали машини, па потоа кога го истестиравте, преминавте на нели сето она што ви треба за да го донесете на едно повисоко ниво производството? Не, вака, опремата беше набавена цела во рамки на
на тие два партнерски проекти. Бидејќи поради тоа што пред да се набави опремата, ние добивме информации за опремата, техничка спецификација од понудувачот што беше од Бугарија, исто така истражувавме и од други места, претежно од Русија, но тоа некако ми беше како невозможно да се дојде да се стапе во контакт и да се набави од таму опрема. И ни беа пратени видеа како сето тоа, како од целата линија на производство. Зошто ја спомнав прво дробилката? Значи, за да може да се добие финален производ, прво отпадната пластика се дроби. Потоа се ставам во мешалка за бетон, таква користиме моментално. За бетон, каде што се става пластика и песок, се меша и потоа таа што е таа смеса се става во екструдер, кој што ја топи на одредена температура, на 250 до 280 степени, се зависи од видот на пластиката, бидејќи и самата тврда пластика се има своји одредени типови и подтипови и секоја се топи на одредена температура. Дали 10 степени повисока, пониска, се зависи од каков вид на пластика е. Потоа од кога ќе излезе смесата, може да видиме ако сакате да во четот може да отворите сликата што се гледа, да. И потоа се мери околу 700-800 грама. 750 до 800 грама е плочката, ја мериме смесата и ја ставаме на калапот каде што се пресува и се добива, ја вадиме после неколку секунди. Тоа се е автоматизирано, пресата си има одредени секунди колку што ќе треба или да ја претисне смесата и потоа се става на калибратор каде што се лади неколку минути и кога веќе ќе се види дека излага плочката, се редат едно врз друго на палета. И сега ме интересира во однос на типот на пластика, видов тука и во четот некој праша, негде прочитав прво дека сте користеле само 5 пластика, но потоа на друго место пишуваше дека користите повеќе типови на пластика. Значи ме интересира каков тип на пластика користите, дали треба да биде во одредена боја или чистота, затоа што нели често прашање кое го имаме ние кога рециклираме како граѓани е дали треба да го измијам шишево или после се мие во процесот и дали какви квалитети треба да има, значи таа пластика која потоа се користи во процесот. Да, прво започнавме, сметавме дека отпадната пет пластика, нашата цел беше прво отпадната пет пластика да биде вклучена во овој процес, се со цел нејзино намалување од територијата на општина Гевгелија и општина Кочани, затоа што е премногу застапена отпадната пет пластика. Секојдневно сме сведоци дека можеме да ја видиме секаде каде што е фрлена. Така да, зошто велам дека беше малку подолг процес на истражување. Се испостави кога ја вклучивме машината и кога отидовме на обука во Бугарија, видовме дека се става многу мал процент од пет пластика, туку се користи онаа пластика, тврда пластика, ХДП, така шишење од шампони, од шампони, од канти, од вакви што стават зеленчук, овошје, такви гајбички, пластични, И кога ставивме поголема количина во екструдерот од таа пластика, првенствено пробавме со 70-30, 10% да биде пет пластика, 60% да биде тврда пластика и 30% да биде песок. Но почна да излегува малку потечна смеса, поради тоа што имаше поголемо присуство на пластика, а самата пластика, ако е само пластика, ќе биде течна, ќе тече, нема да биде тврда, и затоа ја зголемивме количината на песок и со однос од 50% пластик, 50% песок, излезе баш како што треба тврда пластика. Значи, кој ќе отвори може да види и на видео, може да види на брошурата кој што ја имаме каква смеса излегува, се с цел нели да имаат луѓето представа
како изгледа смесето што излегува, да не биде само дека така нели зборувам, а немаат представа каква е смесето. Да, значи сега има Може малку едно прашање? Може? Може. Повелете. Вака, пошто тука е идеално да се реагира, зашто и јас имав намера да прашам кој е пластика, затоа што пластиката како реченица е нешто едноставна, но ако го земаме како производ е многу широк поем. Така да, реално, ако кажеме само пластика, ништо не сме кажале. Реално, кај нас во Куманово, ние дробиме ПВЦ отпад. ПВЦ отпад е отпадот што останува од столарија, односно врата и прозори што прават, но моментално ние имаме само дробилка. Ништо немаме. Сега, кога би било во некоја можна, ајде да речеме, условна соработка, зашто кај нас релативно добро е тој отпад. Зашто има повеќе компании што работат за внатрешниот пазар и надворешниот пазар. Значи, произведуваат прозорци и врата за Германија, не знам, не влегувам, така да отпад има доста. А во Куманово никој не го собера тој отпад. И ние така од еден проект го добивме таа машина, но не успеавме да земаме екструдер и се друго тоа, и така останавме на пат позиција. Сега јас прашувам, дали може кај нив да се користи, односно кај Драгица, тој вид на отпад, односно пластика. ПВЦ отпад. ПВЦ отпад не користиме, поради тоа што во консултација со лицата од компаниите кои што не беа партнери, кои што работат со управување со отпад, како и консултиравме и луѓе од други компании во Гевгелија кои што произведуваат цевки, пластични цевки. Ги има повеќе во Гевгелија, така да они си имаат и лаборатории нели во рамки на нивните компании. Сето тоа го истражуваат, прават тестови и рекоа, не пробавме со ПВЦ, но рекоа дека ПВЦ нема да биде баш соодветна за се користи во производството поради незините својства. Затоа и ПВЦ и не сме користеле до сега. Значи претежно ХДП користите. Да. Дали би било можно полиетилен и ХДП со повисока густина што е. Се извинувам, уште една кратка. Дали може тоа да се не велам дека 100% да се користи, но како што прават дека 5 комбинираат 30%, 60% другото и ова да се најде со 10% или условно речено со некоја количина што би можело. Ако е, предпоставам, сега не сме пробали, не знам да ви кажам од искуство. Предпоставам дека доколку биде некоја мала количина не би требало да направи некоја голема штета. А може би ние да ви пратиме една количина како проба, па вие да ни дадете после одговор што се направиле? Добро, за тоа можеме накнадно. Да оставиме контакт од Драгица на крајот на сесијата, така што за вакви прашања што ги имате, значи специфично што би можеле да имате соработка, може после сесијата да се договорите за да имаме време да поминеме малку од сите аспекти што се во однос на идејата. Благодарам од вас за просторот, за прочитување. Фала ви за прашањата. Сега, кога зборуваме нели за материјалите кои влијаат на квалитетот на плочките, вие имате добиено сертификат од Заводот за испитување на материјали и нови технологии и плочки дори имаат и подобри својства, односно се поиздржливи од бекатонот, нели кој на некој начин конкуренција, односно вие ги продавате плочките како замена за бекатонот. Па сакав да прашам каков беше процесот на сертифицирање на овој производ? Значи после колку време од произведување и тестирање на плочките имавте можност да ги однесете во заводот и тие исто така да бидат сертифицирани, дали ве враќа или веќе имавте, мислам, бевте сигурни дека ќе поминат, па одма испадна тоа. За среќа не вратија, еве, да не заборавам до мене плочката, мора да ја покажам за тие што
што немаат ја видено. Ова е задната страна. Сте гледали убаво? Малку замаглено гледам кај мене, не знам Ќе зошто. замате на пред лицето можеш, да. Се гледа. Да, еве. Значи, ова беше баш ваква, беше плочката, бидејќи сакавме да бидеме сигурни дека откако ќе го добиеме тој производ што ни треба, прво тука го тестиравме кај нас со камион, со вилушкар поминавме. Вие сами си го тестиравте. Сами си го тестиравме, да. И ваков како што е сега, како што го покажав, го испративме во ЗИМ, Институтот за испитување на својства. Испративме околу 10 на 20 примероци, мислам дека бара. И така да немаше претходно, не праша по кој критериум сакате да ги тестираме, бидејќи сепак беше иновација која што досега не бевме се сретнале до сега со такво нешто. Беа испитани по критериум на испитување на бетон плочките. Јасно. Истите испитувања беа направени, како што ги прават за испитување на бетон плочките. Тоа што за среќа се испостави како што сметавме и се гледа од самиот производ дека добивме резултати кои што се кај некои својства во однос на пукнување, цврстина, добија многу повисоки својства за разлика од бетон плочките. Да, има многу прашања во чат, Извинете што ве прекинувам, ама мислам дека треба дел по дел да ги одговараме, па кате ќе ти дозволам да продолжиш. Да, така, има една поврзана со овој дел, може тоа прво прашање, па јас ќе се вратам малку нагоре. Ова е валјда customer question. Дали се користат само за под или може да се користат за динни површини, вертикално и кои бои се возможни? Подни плочки се користат за надворешно уредување претежно, за под. Досега на зид не сметам дека би било возможно и досега не е било случај до сега. Сега во однос на бојата е претежно темна, значи црна и светло кафена сме добиле до сега, поради тоа што пластиката се топи на висока температура и пробавме да ставиме пластика која што ќе биде и посветла, но со самиот процес, бидејќи е на висока температура, гори и повторно добивме темна смеса. Сега бараме начини да видиме, во Македонија не успеавме да најдеме прашкаста, ваква прашина, како да кажем, или материјал кој што може да ја обои плочката да биде во друга боја. Сега имаме темна црна боја што сметаме дека е еден и од пречките поради кој што луѓето сакаат посветли бои, кој сака сива, кој сака керамида боја, некои други посветли бои, така да сега имаме само црна боја и темно кафено. Фала ти, Драгица. Како црвенкасти нијанси има видено едни, мислам црно со црвенкасти нијанси. Да, таа беше најпрвичната, таа беше од Бугарија, беше направена од обуката. Тие беа само две. Немаше повеќе од тие. Значи имаме две црвенкасти на продажба, ако се зезам. Супер, имаме прашања што се поврзани малку можеби со регулативи. Ние на Академијата за циркуларна економија малку зборуваме за правила, рече дека треба испитување, па сте имале соработка со бизнис, па спомна дека имаме управувачи со отпад и така натаму. Имаме прашање од Циек од Гордана. Фала ти за мотивацијата, инспирацијата. Дали останавте како невладина организација или моравте да отворите и компанија? Како невладина организација, со тенденција да прераснеме во социјално предпријатие, но се уште законот не е се уште законот донесен и не е тоа законски регулирано. Да, ќе преминеме, мислам сега преминуваме малце на тој дел, односно претпоставам дека сите веќе ги интересира за продажбата, за клиентите, супер се овој дел. Па моето прашање е кои беа вашите клиенти
И кои се вашите клиенти генерално? Дали тоа се исто така многу луѓе прашаат дали можеби имате соработка со општините или претежно се фокусирате на значи на луѓе, на други компании на кои што им требаат вакви плочки и слично? Со општината за сега немаме соработка, поради тоа што на неколку наврати, неколку пати им ги понудивме нашите плочки, се со цел да бидат искористени во нивни проекти, инфраструктурни, дали по почување на тротоари или патеки на игралишта сега што беа направени, но не наидовме на интерес поради тоа што добивме одговор дека тие веќе имаат свој снабдувач и за сега не се заинтересирани да соработуваат со нас. Тоа се однесува до општината. Најмногу интерес имаме и уште на почеток од физички лица, претежно лица кои што размислуваат, можеме во двор да ја ставам плочката, ќе си направам патека, сакам имам камп, сакам да си околу местото кое што е со трева, сакам да си ги ставам плочките. Наместо бетон и исто така има меморандуми за соработка склучено со основните училишта во Гевгелија и средното училиште. Веќе со едното училиште имаме реална соработка, им дониравме и плочки, кои што беа искористени во една иницијатива која што ја правевме заедно со нив во рамки на проект иницијатива која што беше реализирана од страна на Еколайф во игралиште каде што правевме инклузивни реквизити. Во школскиот двор беше тоа или? Да, таму исто така се применети. А која е цената, исто тука гледам на прашање, која е цената и дали оди според количина или има единачна цена без разлика на количината, како ја одредивте всушност цената? Сигурно тоа беше еден од предизвици. Тоа беше исто така на почеток предизвик, ради тоа што ова е процес кој што е исто така доста скап, бидејќи се работи екструдер, работи преса, кој што работи на индустријска струја, но имавме можност и да поставиме во рамки на друг проект фотоволтаични панели од 15 киловата и поради тоа и како резултат на тоа, благодарение на тоа, сега од 1200 денари цената се намали на 900 денари, бидејќи успеавме на некој начин колку толку да го намалиме трошокот за електрична енергија. Бидејќи трошокот за електрична енергија беше, да не кажам висок. Да, затоа што топењето на големи температури. Да. И сега се зависи од период во период. Кога е времето сончево, повеќе се произведува, фотоволтаичните панели произведуваат повеќе електрична енергија, тогаш повеќе се исплаќа да се произведува, кога не се користиме индустријска струја и така. Значи моментално е 900 денари од метар квадрат. Метар квадрат, јасно. Дали имате, тука има едно прашање, колку вечинаш е калапот? Јас прво сакам да прашам дали имате една форма на плочка, значи еден калап или затоа што мислам дека видов на сликите како две различни или? Да, шестоаголна имаме, ова сега, што ја покажав пред малку. И имаме и форма на коцка, но тоа ни е баш моментално предизвик, бидејќи формата на коцка баш малку калапот е поголем и сега сме во фаза на да видиме колку треба од смеса да се стави, колку смеса ќе биде потребно, бидејќи малце поголем калапот. И многу често знае во процесот на сушење да се искриви плочката. Значи се уште не сме го добиле тој, како да кажем, соодветен
соодветна количина која што треба да ја ставиме во преса, за да можеме да добиеме баш квалитетен и цврст производ. Од Само за квадратните. да, квадратните. Паголните се веќе Јесте, установени. Да, во ред. Да. Добро. Сега спомна дека вие сте исто така социјално, односно сакате да бидете социјално предпријатие, меѓутоа според она што го правите веќе, нели, ги задоволувате едни од главните критериуми, а тоа е дека вработувате лица од ранливи категории. Па би сакала да прашам дали моментално имате вработени лица и како ги обучувате овие лица, бидејќи сепак ова е индустријски процес во кој има, нели, вклучени се големи температури, машини, не е дека може да се вработи било кој, значи претпоставувам треба некаква обука, па како изгледаше тој процес на обука на вработените? Вака, во рамки на проект од СЕПРС за вработување на лица од ранливи категории, директно во Сдруженијето беа вработени 3 лица од ранливи категории, кои што добија соодветна обука за да можат да го работат целиот процес на производство со наше менторство секако, бидејќи беше потребно на почеток да бидат постојано под контрола и менторство на луѓе од организацијата. Така да, тој беше доста голем проблем додека се најдат вработени баш од ранливи категории, поради тоа што многу од нив прво прифатија, па потоа не сакаа да работат, голем дел од нив нели примаат социјална помош, па што ќе биде ако ме вработите по социјалната помош ме укинат, некако не беа баш некако заинтересирани, ведни да се вработуваат. Ете некако најдовме заинтересирани лица, потоа двајца од нив замина во странство, работеа година време кај нас и останавме со еден вработен во Сдруженијето, кој што исто така мислам дека тој еден вработен што е најкомпетентен и најголемо искуство има од сите што беа до сега. Така да по потреба со договор на дело вработуваме и се зависи нели од побарувачката, вработуваме и дополнителни лица. Јасно. Сега, бидејќи ни остануваат 15 на минути до крајот на сесијата, може да ги прочешламе прашањата што ни стигна. Пред да те прашам за крај кои се вашите идни планови. Значи, тука именно прашањето е две, мислам. Дали после производството плочката може да изреагира на надворешни влијанија, да смени форма или во дизајнот да се изгубат линиите од калапот? Исто така имате може да се стопи во дејство на сонцето? Не. Еве тврдам со сигурност дека не може да не реагира на надворешни влијанија, не може да ја промени формата, не пука за разлика, не е кршлива за разлика од бекатон плочката, бидејќи кај нас веќе имаме неколку квадрати ставено како пример и еве веќе колку 4 години стои, не 4, извинете грешка, значи веќе 2 години стојат на едно место и не е променета ни бојата, ниту формата. Тоа претпоставувам се гарантира со сертификатот кој го спомнавме претход, така да. Еве некој ако е заинтересиран може слободно да ги види и мерките, да види што пишува, кои својства се тестирани. Прашање кои се димензиите, така што може да, ако имаш линк од сертификатот, да го споделиш и сертификатот, да ги видат сите карактеристики таму. Сертификатот или само може и после по мејл да го пратиме. Може по мејл, да оставам мој мејл, може да го запишете тука на
На чат па може Мислам да пратиме ние секако мејл после сесијата со социјални медиуми каде што може да ве следат контакт и сертификатот, така што може да ги собереме сите тие информации. Имаме друго прашање, дали сте пробале да продавате во странство со оглед на тоа што нашиот пазар е мал? Имавме неколку побарувања од странство, но поради тоа што не можеме да го задоволиме капацитетот што го бараат и не сме Се ограничени со машините? Ограничени сме со капацитет на производство. Значи во странство бараат поголеми количини кои што не можеме моментално да ги задоволиме. А што би ви требало за да можете да ги задоволите? Треба да го проширите целиот простор, претпоставувам поголеми машини. Повеќе машини, повеќе луѓе, вработени. повеќе вработени, да. Би ви требало, претпоставувам, некоја финансиска поддршка, некој нов грант за да може да го направите тој скок на наредно ниво. Да, дефинитивно, па тоа е еден цел процес на стандардизирано производство, што како фабрика, како да кажем. Производството моментално е полуавтоматизирано, како што прочитав. Така, да. Инвестиција, добро, чека да видиме други прашања, што не ги одговоривме. За димензиите, кои се димензиите таму застанавме, мислам, Да, не знам дали во одговоривме. сертификатот тоа го пишува. Како? Викам дали го пишува тоа во сертификатот или може да кажеш се. Може да кажеш, го пишува и таму 20 на 20 е диаметарот со дебелина околу 2,5 сантиметри. Ова шуплина што се гледа тука. Позади. Јасно. Да, малку Малку е замаглено, да. се гледа. Имаме друго прашање од претходно. Колкав е просторот во кој е сместена опремата и дали тој простор е ваш? Мислам дека битно прашање, затоа што ако некогаш нели имате стопирање во производството, а треба да го продолжите да го плаќате процесот, малце може да биде проблем во финансиски аспект. Просторот не е наш, го изнајмуваме од компанија за управување со отпад, кај што е сместена опремата, така да просторот не е наш. Се наоѓа опремата во хала, кој што беше... Квадратни е халата? Чисто вака некоја представа да се... Околу 700 метри квадратни. 70 метри квадратни. 70? Сигурна си? Чек сега да се консултирам си. Околу 200 метри квадратни, бидејќи јас точно не знам и можеш да консултирам прво. Да, што има повеќе машини мора да е поголемко. Добро. Да, бидејќи мора да имаме и простор каде што ги редиме производите, ја чуваме за лихат. Да. Имаме друго прашање, колку години постои фирмата, односно здруженијето, кога официјално се регистриравте? Декември 2019 година. Добро. Меѓутоа започнавте со продажба и продажба покасно. Покасно, да, 2022 година. 22. Дали ова ви е фул работно време или имате и друга работна на страна? Интересно прашање, што мислам дека не ми е фул работно време, поради тоа што реално на начин сега кој што функционираме не може да се дојде до приходи кои што ги задоволуваат секојдневните потреби. Сите што сме вклучени во производството, во самата иницијатива, работиме нешто друго, бидејќи не ни е прва работа кој што работи. Кој што заработуваме. Колку луѓе сте вклучени во целата идеја, освен тој еден вработен што го спомна што е баш во процесот?
Тројца, четворица секако. Четворица. Да. Добро. Не знам дали имаме други прашања, мислам дека одговоривме се што има во четот. Јас имам прашање. Едно ме интересира затоа што можеби него чепнавме доволно тој делот за фирмите со управување со отпад. Неколку пати спомнавте дека соработувате, дека ви помогнале за целиот процес за тестирањето. Кажете ми каков беше пристапот и на што наидовте од нивна страна. Јас пак ќе се поставам сега можеби од позиција на оваа академија што имаме за циркуларна економија, затоа што секогаш нели во циркуларната економија постојат управувачи со отпад, има доста и регулативи, па и сега се соочуваат дел од организациите со потреба од такви партнерства, нели за да се реши тој цел круг. Па доста ни беше потребно на почетокот поддршката и помошта од страна на приватен сектор, претежно од компании од ваков тип, поради тоа што тие се директно засегнати од самата регулатива која што нели мора да се почитува. Така да сметам дека без нив и немаше да можеме да го започнеме тоа што го започнавме. Така, како беше пристапот ваш? Мислам, како пристапивте, како тие ви одговорија, дали бевте добре дојдени отворени за соработка или имавте малку мака да се објасните кои сте и ние сме невладина, па имаме идеја, па имаме проект, често пати знаеме да се соочиме со фирмите као окей, ние сме многу големи, па им правиме пари, па вие не интересирате баш, може добивате грантови за едукација, ама не баш за тој бизнис дел. А кај вашата приказна е интересно што вие сте невладина организација, имате економска активност, тоест продавате плочки, што е многу неспецифичен продукт за невладина организација. Или да имавте личен контакт, сигурно тоа помогнало, затоа што сепак од помало место сте. Да, секако дека и тоа помогна, но пред се наидовме на компанија која што е креативна и иновативна и секогаш подготвена на да соработува со цел да се добие нешто иновативно со цел заштита на животната средина. Така да со заеднички договор, со заедничка стратегија, да не кажам, седнавме, разговаравме да видиме што и како бенефит би можело да донесе. Тоа е компанијата Близнак, така? Близнаком од Гевгелија, да. А они што прават, мислам, што им е бизнисот регуларен? Управување со отпад, селекција, собирање, селекција и рециклирање на отпад. Меѓутоа не повеќе видови отпад. Производи они сами, значи само не. Само управуваа со. Да. Потоа сите ресурси што се отпадот што го примаат оди на понатамошно рециклирање во други компании. Кажете ми, вие потполнувавте некои формулари колку отпад земате од фирмите кои што се лиценцирани за отпад или они го правеат тој дел? Имавте договори некои или? Да, врз основа на договор, да. Да. Пошто они сите тие значи количини што ги собираат од отпад, нели ги даваат со извештај до Министерството за животна средина и просторно планирање, заради тоа што информации кои што треба да ги дадат за сметување на национални цели. Затоа ме интересира, пошто треба тука да се поднесуваат исто извештаи, дали дел се за рециклирање, дали се за одлагање или други работи, дали ви имавте некоја обврска околу тоа? Не, делот што треба околу пополнување на формуларите и известувањето на Министерството за животна средина, тоа беше нивна обврска, поради тоа што ние врз основа на нашиот договор си ги следевме количините кои што ги имавме само документи, се со цел да ги следиме количините кои што ги добиваме врз основа на договорот. Добро, фала. Едно, две последни прашања. Пред да затвориме, едно е колку чини целокупната опрема што ја користите за изработка на плочките, доколку не е тајна. Од прилика. Околу 40
евра беше купната опрема, 36 или 38, сега точно не се сеќавам, мислам дека околу 38.000 евра беше вкупната цена на целата линија. Додека сега, кога чисто не интересираше да видиме колку ќе биде цената, доколку повторно сакаме да нарачиме таква вид на опрема, е дупло. Вау. Само мислам, вие пред 3 години ја купувте. Да. А тоа беше на одам пред неколку месеци добивме понуда дека е дупло. Јасно. Од истото место, е сега на друго место не направивме Информации. не добивме информација, да. Добро. И последно прашање, дали нудите можност за примање на донации на пластика директно кај вас? Значи некој, не знам, фирма или некој бизнес, мислам да, некој ако има поголема количина на пластика, односно дали некој така може да ви донесе или да се договорите да примате од него? Тоа може накнадно да се договорим, се зависи од количината и видот на пластиката. Како што разговаравме нели претходно и со човекот Халим или како се викаше. Да. Се зависи и од видот на пластиката и од количината. Ке може да ви исконтактира ако има некој. Да, слободно, да. Така. Пред да затвориме сесијата, јас би сакала да те прашам кои се идните планови на Еколайф Гевгелија, односно бидејќи видовме дека има малце како застој во процесот, односно немате нели капацитет за да задоволите поголема количина, така што може да работите само со помали количини и за тоа наредно ниво би ви требало некоја финансиска поддршка од некој грант или слично. Меѓутоа, ако сакате органски да отидете до некое наредно ниво, пример да имате вработен во целосно работно време, што би ви било потребно? Повеќе клиенти, меѓутоа дали нешто друго? Поголема поддршка и со така од страна на општината, но и повеќе поддршка од страна на донатори. Значи потребни не се исто така и грантови каде што со кои што би можеле да бидеме одржливи. Се додека не се прошириме на пазарот, додека не почнеме да станеме само одржливи. Да. Исто така сметаме дека имаме поголема потреба и од поголема промоција и видливост на производот и поголемо запознавање со истиот до физичките лица и до компаниите. Да. Мислам дека и во Македонија не многу луѓе знаат за вас, така што можеби нели прво би требало да станете поприсутни на македонскиот пазар и во други региони, па потоа да привлечете внимание сами да аплицирате и за надвор од Македонија. Меѓутоа претпоставувам дека повеќето од клиентите ви се од вашиот регион, од источниот. Да, југоисточниот регион. Да. Гевгелија, Струмица, Валандово. Јасно. Јас тука би затворила, бидејќи веќе е 2 часот. Мислам дека одговоривме доста прашања. Фала ти, Драгица, што онака ни кажа се што не интересираше. Како што кажавме, ќе ви испратиме мејл на сите присутни, на пријавените кои немаа можност да дојдат, со контактот, или може Драгана кажав, Драгица, извини, со контакт од Драгица, линк во нивните социјални медиуми, каде што ќе може да стапите лично во контакт и да ги контактирате за соработка, доколку може би знаете некој кој би бил заинтересиран за купување на овие плочки и се друго што што може да ви биде во помош за развој на идеите, бидејќи знам дека дел тука од учесниците се од Академијата за циркуларна економија. Маријан, нешто? Да, уште еднаш благодарност до Драгица и до Кате. Драгица, фала ти на советите, на искреноста, фала на истрајноста, да сте добар пример. Се надевам дека
сите ќе имаме и повеќе самодоверба и ќе имаме и повеќе креативни начини како сите идеи што ги имаме во главата и можеби некои концепти, прототипи да ги изведеме и да ги направиме реалност. И да сакам да ви посакам на сите убав викенд и да ви известам дека ќе добиете благовремено информација за следната жива библиотека, што ќе биде во месец мај, па се надеваме на вака големо присуство и на интерактивна сесија како што имавме денес. Гледаме. Те гледаме, убав викенд. Благодариме, Поздрав. пријатно. Чао, чао. Пријатно.